Добар ден, мое родно Валандово! Добар ден и за Удово, и Јосифово, и Пирава, и Раброво, и Собри! Мераба, а уште малку јакшамлар за турците од Делели, Чалакли, Казандол, Башибоз, од Кочули, Прстен, Калково. Добар ден и за Бојмијата, Брајковци, Балинци, Марвинци и Грчиште. Добар ден за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Добар ден за пратениците, за министрите, за советниците, за градоначалникот. Добар ден и за моите соученици, комши, роднини. Добар ден за сите присутни. Мои валандовчани, помина речиси 30 години како излегов од Валандово. Но горд сум што сум од Валандово. Чест ми е што сум валандовчанец. Јас сакав да ви кажам нешто и на валандовски, ама ме знаете, нит сум кавгаджија, нит сум фалбаджија. Не сакам овие другиве од штабот на опозициониот кандидат да ми ги факаат граматичките грешки. Последниве денови не ги оставим за спиење. По 10 пати мора да ги гледат моите настапи, моите говори, да најдат нешто, да напаѓаат. Никој пат за овие 5 години, знаете, на никој не сум му вратил, никој не сум нападнал. Ама сега ќе им кажам, продолжете и понатаму, со исти интензитет, уште поголем интензитет, напаѓајте. Колку повеќе напаѓате, довербата на граѓаните расте. Такви беа пред 5 години, такви се и сега. Како велиме ние валандовчани, кој зашто го бива? Они нека си зборат, напаѓаат, а ние да работиме посветено за Македонија. Мило ми е што сите во Република Македонија препознаат таа посветеност и што довербата на граѓаните во институцијата претседател стигна 56%, највисоко досега. Седумдесет и 4% од граѓаните во Македонија сметат дека честно ја убавувам функцијата претседател на Македонија. Како они омаловажуваа, напаѓаа, клеветеа, мене често свет ми укажуваа. Почесен, па да се пофалам пред валандовчани, до сега на никој не сум се фалел. Почесен професор на врвните светски универзитети. Почесен доктор на светски универзитети. Член и патрон на Европската академија на науки и уметности. Член на Светската академија на науки и уметности. Нема повеќе. До тука е. Крајот е тука. Голем број на признани од меѓународни институции, ордени, медали. Тоа го почувствуваа луѓето во Македонија, но и надвор од неа. Така е кога се работи за граѓаните на Македонија. Така е кога се работи сложно и тимски. Затоа што работиме како тим. Тим што победува. Што носи победи на избори. Што носи странски инвестиции. Што носи инвестиции да се градат автопатишта низ Македонија. Фабрики да се градат низ Македонија. Тоа е новиот лик на Македонија
кога млади луѓе, начело со Никола Груевски, решија да ја менуваат Македонија. Затоа и ги поддржувам. Затоа и секоја нивна реформа, мерка, ја поддржувам. Затоа и работам сите тие проекти да успеат. Успева и Валандово. Веќе странска фирма доби концесија да отвори рудник за злато. Замисле, повторно злато ќе се вади во Валандово. Злато, бакар, сребро. Како деца знаете како го наоѓавме златото Анска река. Уште свети водата од тоа злато од нашите предци што го наоѓале. Ќе се отварат рудници во Македонија. Ќе се отварат во Валандово. Веќе дадена е на странски инвеститор концесија за истражување во Казандол, Плавош. Но се работи и за потребите на граѓаните. Гледаме како се асфалтираат улици, се реновираат училишта, како се подобрува инфраструктурата и во Валандово, како луѓето се вработуваат. Затоа и носев амбасадори во Валандово и да им ги покажам потенцијалите на Македонија. И за Водици, и за Свети Трифон. И го донесов и српскиот председател Николич да дојде во Валандово. Ми велеа су модел многу по такви манифестации, по ракијади, нели? Па таму е народот, таму сум и јас. Кај се граѓаните кои ги почитуваат своите обичаи, својата традиција, таму сум и јас. Затоа што вие сте ме избрале, јас сум вашиот глас. Јас сум тој што вашиот глас го пренесува секаде, каде и да одам. А имаше кај да се оди. 450 средби со председатели на други држави, премиери, министри се остварени за овие 5 години. 100 посети, дали официјални, дали работни, на други земји и меѓународни настани. Но и доаѓа пријателите на Македонија. Имаше повеќе од 40 посети, дали официјални, дали работни, на други председатели на држави на Македонија. Тие се пријателите на Македонија. Тие се оние што ја поддржуваат Македонија. Македонија која се менува. Се менува затоа што економијата ни расте. А кога ни расте економијата, се расте во државата. И платите, и пензиите, и субвенциите, и социјална помош. Се расте во државата. Само едно нешто опаѓа – невработеноста. Правиме се сите што се иселиле од Македонија да се враќаат повторно во Македонија. Да видат дека додека беше светска економска криза од 2008 година па наваму, кога многу силни економии тешко се справуваа со оваа криза, Македонија постигнува резултати. Резултати кои ги бележат најкомпетентни и надлежни институции во светот, кои ги следат сите промени и кажуваат дека Македонија успева. Не критикуваат за се и се што. Велат немало човекови права, а Македонија членка на Советот на Обединените нации за човекови права. Дека во Македонија немало слободи на медиуми. Која земја има повеќе медиуми од Македонија? Но, како што кажав, кој за што си го бива? Ние да работиме, да придонесуваме, да ја градиме Македонија во височина, со највисоки стандарди, највисоки принципи, највисоки критериуми. Не блокира кон Европа, но не се предаваме. 5 извештаи и 5 препораки за почеток на преговорите во Европската Унија. Но не стоиме. Ја градиме Европа во Македонија. Ќе видите европски аеродроми, европски институции, ќе видите европски стандарди на нашите производи, што се повеќе се извезуваат од Македонија. Се вложува и земјоделието. 500 милиони евра се вложени во земјоделието, кое земјоделието ни ги враќа со извоз на храна и македонски производи. Се вложуваше во образованието. Тие образовани луѓе одат по светски универзитети и секаде со себе ја носат Македонија. Секаде напредува Македонија. Но така е кога се работи како тим. Како што спортистите победуваат и не прават горди, како што нашите пеачи одат на секаде и не представуваат и на нив сме горди, како што нашите научници
секаде успева и ова млада генерација во Македонија, која знае што сака, знае каде оди. Затоа Македонија ни е изборот. Затоа Македонија пред се. Затоа државата пред се. Да живее Валандово! Да живее Република Македонија!